Здраво дечки, ова е новото Clio, 6-та генерација или победникот за најпосакан градски автомобил за 2026 година за златно тркало според вашите гласови. 20.000 гласа благодарение на вас. Неизмерно сум ви благодарен за целата поддршка, за сите гласови, а сето тоа допринесе за ова да се изгласа како најпосакан градски автомобил. Пред било што да кажам за новото Clio, ќе ве замолам да направите subscribe, бидејќи искрено многу ми значи вашата поддршка, бидејќи на таков начин може да направиме повеќе вакви видеа и да видите повеќе вакви коли. Така да, направете subscribe сега. 35, односно веќе се повеќе од 35 години континуирано производство, 35 години каде што влегува во толку многу фамилии, во многу семејства и станува еден легендарен модел, заменува веќе неколку други легенди претходно кои што Рено ги има воспоставено. И во целиот тој период многу фамилии, меѓу кои и јас сум израснат со Clio, дома имам Рено Clio втора генерација, моја Џули, која што искрено сум многу горд на неа бидејќи поминавме многу работи заедно, но тој легендарен модел и сите тие генерации кои што ги имаме видено до сега поставија еден многу јак и цврст темел кој што нова 6-та генерација треба да продолжи, да надгради и да биде уште една нова традиција. Ова е новата 6-та генерација која што е многу поголема за 6 см, поширока за 4 см, нуди многу поголем комфор, многу попрактичност и така натаму. И има еден нов дизајн кој што искрен да бидам, за мене е потребно малку повеќе време да го впијам целиот овој дизајн, бидејќи имам толку многу детали. Искрено изгледа многу впечатливо, многу интересно и дефинитивно на улица. Ова е моје мислење до сега што го кажав, но на улица нема кој не ме застане не го пофали дизајнот. Значи дефинитивно дизајнерски Рено вака или онака го погодиле дизајнот за да привлекува внимание оно што е потребно. Но од друга страна оваа 6-та генерација, освен што е поголема, освен што е повпечатлива и така натаму, има еден интересен детал, а тоа е дека оваа генерација на Clio е многу поквалитетна, многу понапредна, технолошки многу посовремена, што се чувства внатре тоа дефинитивно. И да, цената на сето тоа е покачена, но нема ми се верува дека ова го кажувам, но искрено до некаде ми е оправдана и разбирам, окей, за Рено Clio не очекуваме да има цена како и тука 23.870 евра во средното техно ниво на опременост, но имаме од опрема апсолутно се што до сега мене ми е потребно. Но да, цената е висока. А дали е оправдана, сега ќе видиме и ќе ми кажете. Ама ајде прво вака. Со сите тие зголемувања се очекува нели да биде многу поголем и 6 см поголем, 4 см поширок. Но Рено Clio никој пат не било големо практично возило, секој пат било мало градско возило кој што треба да ги заврши оние градски работи, градски обврски на секого од нас. И на задната клупа никој пат не било нешто најкомотно, но тука сега во оваа 6-та генерација за нозете видите имам доволно простор, тоа се 2 до 3 прста во моментов позади моето возачко седиште во моментов како што наместено според мојата положба и повторно го имам овој простор, дополнително за нозето доле имам убав простор да ги пикнам под самото седиште и да може ми биде уште покомотно, да можам да си го најдам мојот агол како што ми треба подобро. Горе за главата имам простор, гледате сега е со капа, дури без капа имам одличен простор тука што стварно ова не го очекував на заднава клупа од Рено Clio, бидејќи дома имам и знам дека балце не ми е удобно да седам. За двајца патници стварно удобно, за тројца патници на средниот дел особено можеби не би било баш најидеално, бидејќи има висок тунел, не е толку широк, но сепак е мало градско возило, немате доволно простор да ги ставите нозете лево или десно комотно со другите двајца патници или горе да ги ставите, додека тука стварно имам убав простор да ги ставам нозете под седиштето и да уживам. Нема наслон за рака очекувано, има убави достапни ISOFIX куки што е супер. Доле има на 12 волтен приклучок за струја што е окей, може да се искористи особено за децата кои ќе приклучат некои уреди. Тука позади седиштето има едни мали има едни убави остави кои што може да се искористат и багажниот простор кој што пак ќе кажам со сите овие зголемени пропорции на Рено Clio, прво и основно она што морам да го истакнам за багажната врата, не очекував каде ќе биде копчето, мислев дека само ќе биде на клуч или можеби внатре ќе има.
нешто барав тука под овој дел на браникот, но всушност треба да ја ставиш раката овде и да го најдеш копчето, тогаш да го отвориш. Можеби малку е чудна локацијата на копчето, но искрено од кој ќе најдете баш убаво после се навикнувате на неа. 391 литар багажен капацитет, што искрено, пак ќе кажам, за мало градско возило е одличен багажен простор. Да не ви покажам од моја џоли колку простор имам, бидејќи таму стварно ниту еден тротинет не можам да ставам, а тука можам да ставам неколку така средно големи куфери кои што би биле убаво поставени. Има голема висинска разлика од ивицава на браникот до самата даска доле и тоа е окей, бидејќи на таков начин искористиле да добијат багажен, поголем багажен простор. Искрено, пред некое време тестирав еден модел кој што спаѓа во урбани кросовери и го имаше истиот багажен капацитет. А ова е мало градско возило, па нека се направи разликата. Инаку под оваа даска тука има резервно тркало, куки, закачалки има уште неколку ситни од страна, што е окей, можете да си го искористите дополнително попрактично. Ми се допаѓа отвореноста на вратата, гледате само кој агол го има, што е супер, бидејќи никој пат нема да се повредиш со главата од вратата при товарење и истоварење, ниту пак да ти пречи, така да ова е многу кул. Кажав неколку работи за дизајнот, но мора да потенцирам неколку детали. Прво, маската многу ми се допаѓа, преднава маска многу агресивна, многу е впечатлива, изгледа многу полуксузно, но она што многу ми се допаѓа што во самата маска овде ги имаме ситно Рено логоата околу самото главно Рено лого, што стварно искрено убаво изгледа. Овие фарови многу ми се убави, особено вака кога ги гледам поединечно на страна, стварно многу агресивно ми изгледаат, ми се допаѓаат овие дневни светла меѓу кои се ставени тука и жмигавците. Особено многу ми се допаѓа што задната врата се отвора овде горе. Фантастичен детал ми било ова од секогаш. Задните светла кои што исто така многу ми се интересни, многу модерни и дополнително тука убаво ситно е пишано Рено, да се знае за што станува збор, убаво испишани Клио букви од позади. Ми се допаѓаат, во принцип не сум фан на пијано пластики, особено на надворешниот дел, но ми се допаѓа што ситно, елегантно се поставени овие лајсни над тркалата во пијано црна пластика и искрено изгледа многу по-луксузно на ваков начин, а бидејќи се помали, па помало ќе биде оштетувањето и не е плюс на целиот автомобил. Така да во глобала дизајнерски има стварно многу интересни детали. Пишете ми во коментар што мислите вие, а сега да почнем да видиме внатре прво што нуди, па да го почнем да го возам. За тука внатре јас сум апсолутен фан на Renault Clio 6 генерација. Апсолутен фан. Јас мислам, ќе кажам една многу храбра изјава, ама мислам дека не постои друг модел во оваа категорија со поубав интериер, со многу подобро смислени решенија и за оваа цена, затоа ја кажав цената на почеток, 23.870 акцијска цена во ова средно техно ниво на опременост. Сметам дека ми е оправдано, бидејќи кој ќе разчепкаме колку детали има, колку технологии и колку сето тоа е практично и функционално, тука веќе ја гледам разликата од другата конкуренција. Апсолутно се согласувам дека цената за оваа категорија е многу висока за разлика од она претходно што биле цените, но денес ако гледаме во поглед на другата конкуренција, пишете ми во коментар. Јас мислам дека во моментов оваа цена е сосема окей. Така ќе кажам. Бидејќи добиваме два 10-инчни екрани со Google системи, овој Open Airlink е еден од најдобрите во својата класа, па можеби и воопшто во целава автомобилска индустрија. Респонзивноста, сликите, графиките какви се функционира фантастично добро. Станува збор луѓе за Google. Не правиме муабет за ваков чип, таков чип, ова, тој систем. Google, стварно добри. Графиките на двата екрани се фантастично добри. Ми се допаѓа што се јасно, читки, големи информациите и дури пред возачот, со големи убави бројки за километража, потрошувачка навигација во истото. Апсолутно се од опрема што ви треба, односно се од информација што ви треба го имате тука и можете си го поставите. На овој централен екран ги имате сите информации, сите системи кои што ви се потребни, ги вклучите, исклучите, да поврзете телефон, Apple CarPlay, Android Auto без никаков проблем функционира, само пуштате Bluetooth, се конектирате и тоа е тоа. И нема никаков проблем. Фантастично работи.
многу мора да го пофалам што тука оставиле физички копчиња, не тач, не вакви, не такви, физички копчиња од клима уредот и тоа е фантастично добро бидејќи секој пат кога ми треба нешто од климата не мора да заглавам во менито, туку тука контролирам. И тоа е одлично. Браво, најдоброто решение е ова да го прават сите, буквално сите. Особено уште еден плюс што од страна тука имам копче за да ги исклучам сите безбедносни системи кои што може при возење на автопат да ми пречат, едноставно ги гасам и не ме замарат. Иако системите работат на едно премиум ниво, тоа значи дека никој пат не титка до онаа мера да ве замара, да ве нервира, туку елегантно титка, ве потсетува дека слушај Кирил, малце поише внимавај, те гледаме овде горе на радарот, чисто само да знаеш дека треба да подобриш некои работи. Тоа ми треба едноставно. Да, јас пратам што се случува во момент, не да Боже да ако треба да избегам, тогаш реагирам. Но ајде се вратам на она што како изгледа. Одлична позиција за седење. Многу најдобрата позиција особено во оваа категорија. Јас луѓе во моментов се осеќам како да лежам тука внатре, не да лежам на кревет, туку да лежам како во Формула 1 болид, да ми е удобно, седиштава да се едни од најудобните, стварно фантастични седишта, позицијата со волан да се наместам како што сакам, дали треба уште надоле или уште нагоре, тоа ќе си се наместите вие, но секој пат ми е природна позицијата, не ми пречат екраните напред, не ми пречат со светлина, не ми пречат од воланот да се вртам лево или десно, многу идеална позиција, многу идеална. Седиштава се преудобни. Друга работа, воланот да е малку поголем, но искрено многу лесен ергономски дизајн ми има, тоа многу ми се допаѓа. Друга работа што многу ми се допаѓа самиот интериер со сите овие материјали кои што мора да кажам дека многу интелигентен потек направиле. Ова е истото како и во Рено 5-ката. Генерално се што гледаме тука како во Рено 5-ката што возев и тоа ми се допаѓа бидејќи овие материјали кои што се како текстил но изгледаат многу убаво, елегантно, поразлично од се и на ваков начин скриле Рено да не користат толку ефтини материјали за да намалат на цена, а да изгледа убаво и премиум. Различно, тоа е убаво. Дополнително тоа ми се допаѓа и амбиенталното осветлување кој што тука на вратите и овде кај совозачот од страна и тоа ми се допаѓа бидејќи навечер кога возите и кога фокусот нели ви е напред на улица, наместо да гледате на линија вака од страна и да ви пречи, тука убаво елегантно е осветлено и плюс во мултисенсот што на волан можете да одберете различни драйв мода, како менувате драйв мод, така се менува и за осветлувањето. Одлично. Од друга страна, една остава тука за мобилен телефон која што во понапредното ниво е и со бежичен, два USB порта, една остава која што тука е за клучот, можете да искористите и за нешто друго. Пред менувачот има уште една мала ситна оставка што исто може за клуч, може и за некои ситни парички, мал наслон и мал остава под наслонот за раката, но сосема окей. И сега веќе мора да потенцирам дека околу воланот имате убави контроли на самиот волан, но имате убави контроли тука на овие ракети, како да ги кажувате. Дополнително ми се допаѓа што го задржале овој момент тука за радиото, што е супер позади воланот, едноставно мене ми е попрактично. И да, сега може да почнам да возам веќе. Морам неколку работи да ги истакнам повторно околу оправданоста на цената. Стварно приметувам многу работи кои што се убаво направени, премиум, поквалитетни, да се разликува, односно не ради оправданоста на цената, туку гледам насоката на Рено Клио, односно на Рено, дека со Клио сака да дадат во еден повисок сегмент, во по-премиум категорија и баш приметуваме пример тука на самите лајсни нема кедери како претходно или на некои други негови ривали да висат од надвор да се гледат, туку ги скриле внатре, кога се затвори прозорот, сето тоа убаво изгледа елегантно и со такви ситни детали едноставно не купуваат или мене ме купуваат Рено, можеби бидејќи имам втората генерација па повеќе ги приметувам овие разлики, овие унапредувања. Но она што дополнително сакам да го истакнам за Клио, за оваа шеста генерација, дека без разлика на цената, без разлика на опремата, без разлика на сите овие ситни детали, она што е најбитното е дека Клио сепак е Клио на крајот на денот, без разлика на 35 години, без разлика на се ова што до сега го кажував, начинот на возење, она што треба да го представува Клио го има и ден денес. Нормално, унапредено,
усовремено. Тоа значи дека е лесно за низград, апсолутно на што ни треба да е лесно да маневрира, лесно да можеш да го паркираш, да имаш добри паркинг системи, паркинг сензори, паркинг камера кои што се одлични во одредени моменти, камерата дури дава агол како 360, не е тоа фейк агол, тука наставно ја извртува сликата за да можеш да видиш подобар агол кога се паркираш. Сензорите се фантастични, дури странично ти кажува колку си блиску, така да за низград многу лесно маневрира, многу лесен волан, многу убаво се вози. Сето тоа е еден голем плюс кој што е задржан од претходните генерации и претходните стандарди кои што Clio ги има поставено. Дополнително на сето тоа е апсолутно забавен кога станува збор за возење на автопат. Апсолутно забавен. Имам дефинитивно неколку критики тука кои што ќе ги истакнам. Првично е тоа што особено во град приметувам дека ми фалат, компјутерски ми е угушен моторот. Станува збор за 1,2 3 цилиндри, 115 конски сили со 6 степен мануелен менувач конкретно тука во овој пакет. Во поглед на перформанси бројките ми се стварно сосема окей. Доволно жив, доволно жилав, еластичен мотор кој што во секој момент убаво потегнува без разлика на тежината. Не почувствував до сега, го извозев некои 400 км и на автопат и не почувствував да имам во одредени моменти потешкоти. Стварно добри перформанси. Менувачот е фантастичен, убав, прецизен, баш онака како што би сакал и како што очекувам. И како што го замислувам, Clio во ние Williams пакети и така натаму. Но, далеку сме од Williams. Работата е дека во град особено чувстваме еден момент каде што како да има дупка на респонзивност на педалите додека не се вклучи турбината. Че има момент каде што ќе трне или ќе се угуши или што ќе се случи, на крај доаѓа моментот, вртежите доаѓаат до вклучување на турбината и тука веќе моторот убаво реагира. Но додека се случи тоа, особено во град, на прва, втора брзина, малку мислам дека е угушен. Иако имате различни режими и јас искрено советувам во град, секој пат тоа го правам, го возам во спортскиот режим бидејќи ми е малку пореспонзивен, искрено го добивам тоа што ми треба. Додека на автопат е апсолутно респонзивен, апсолутно добро реагира на волан, апсолутно е забавен, имате точна контрола секој пат што се случува над возилото. Немам никакви примерки тука околу Clio-то како вози на авто. Друга работа во град што приметив, бидејќи 3 цилиндри, малку повеќе се чувствуваат тие вибрации од 3 цилиндричниот мотор. Не е тоа непријатно, но за разлика од конкуренцијата малку повеќе ги чувствам тие вибрации, што искрено не би сакал. Вади интересно звукче позади, повремено го слушам, но генерално перформансите му се одлични. 115 конски сили во ова 1,2-3 цилиндри, ќе си кажете, сигурно многу троши. Не, Clio си е Clio. Градска потрошувачка, во овој период, овие неколку дена што го возам, губив од возење. Имам 6,5 литри потрошувачка во град, додека на автопат ми е 5,5, 5, зависи како го возите, можете да спуштите пониско од 5,5. Одлични бројки, не е хибрид, нема никакви батерии, ништо од сето тоа, ништо. Класика, турбо, бензински мотор, 115 конски сили, одлично работи, одлично потрошувачка, она што е најбитното. Браво! Во понуда имате и хибрид со многу повеќе конски сили, со многу поголем мотор, 1.8 е таму. Можете и тоа да го разгледате ако веќе сакате хибрид. Искрено, со оваа потрошувачка, со клима, патам цело време пуштена, што поише треба, стварно. Сега во поглед на безбедност, за оваа цена ги добивате сите безбедносни системи. Меѓу кои ќе кажем и друга опрема, како автоматски брисачи, автоматски светла, LED светла напред-назад. Имаме задржување во лента, автоматско кочење, адаптивен темпомат, убава опрема, убави безбедносни системи. Стварно, нешто што го очекувате за еден модерен автомобил и кој ќе направиме разлика, веќе стварно има сериозна конкуренција и кинези и европски модели.
сите одат во некоја различна насока. Клио остана Клио, особено во категорија каде што имаше многу силна конкуренција. Фиеста ја немаме веќе, немаме многу други такви интересни забавни модели. Клио остана, Полото е тука. Полото, ајде, го немам возено, не можам да дадам некој совет, но искрено Клиото и особено како се седи, како луѓе дојдете извозете го. Не ми е реклама ова, најискрено го кажам, најубава возачка положба ми има тука. Најубава возачка положба, нема позабавно од ова. Дојдете извозете го, приметете ги вие работи кои што ви ги кажав и пишете ми во коментар што мислите и апсолутно направете ми споредба со нешто друго што гледате во оваа категорија. И апсолутно многу ме интересира што мислите дали со сите овие работи, измени, преправки во однос на претходните генерации, дали оваа цена сега му е оправдана на Клио. И апсолутно сакам да ми пишете која е вашата омилена боја, бидејќи искрено не очекував за оваа сила со овие перли да ми биде интересна. Како возам, како приметувам колку интересна боја, така ми станува интересна. Дефинитивно тука е зелената, плавата, црвената и што многу други. Така да пишете ми во коментар, направете сабскрайб, бидејќи многу ми значи вашата поддршка и апсолутно се гледаме наредна недела со ново видео. Чао!